Па јас проблемот го гледам и го лоцирам до надлежните институции, пред и се Министерството за труд и социјална политика, кој треба да се грижи и одговорен за овие луѓе кои се наречени бездомни лица. Значи, треба овие луѓе да се згрижат во одредени прифатилишта со одредени услови, каде што ќе можат нормално да живеат особено кога се во прашање децата. И сега некој ќе рече дека рушеле, а меѓутоа тоа биле Дивоград. Па секако тие се лоцирани и имаат направено импровизирани живеалишта каде треба да живеат. И нормално дека се тоа диви градби. Чија одговорност е пред се? Па како што ви кажав, мислам дека меѓуопштинскиот центар за социјални работи и оној сектор кој се грижи за бездомни лица треба да излезат повеќе на терен и едноставно да се најде соодветно решение за овие луѓе, бидејќи години наназад овој проблем стои како нерешен и затоа се случуваат овие работи. Значи не можете вие туку така да дојдете да рушите, а без претходно да ги дислоцирате, да имате најдено место одредено со одредени услови каде што тие луѓе нормално ќе живеат. Има ли државата капацитет да ги згрижи овие лица? Па јас мислам дека има, меѓутоа треба добра волја и навистина овие луѓе веќе, како што кажав, години наназад мачат, особено кога се деца во прашање изнемоштени лица, а вие самите видовте во кои се услови таму живеат. Значи, сметам дека Министерството за труд и социјална политика, како најодговорна институција, треба да излезе да се најде соодветно решение за овие луѓе, преди се трајно, не е тоа само дислоцира и лоцира и прифатилишта, па таму повторно ги рушат, па вамо несоодветни услови. Сметам дека како и да е, ние тука стоиме на располагање како невладина организација да им помогнеме во овој дел колку што можеме. Ние како невладина организација секако дека се грижиме за овие луѓе, особено во делот на немање на лична документација и во делот на здравствено осигурување. Самите видовте дека тие деца на некој начин се и надвор од образовниот процес и нередовно се вакцинираат.